Сите 120 пратеници да гласаат против уставните измени. Во исчекување на уставните измени, на кои владеачкото мнозинство инсистира, а опозицијата цврсто се противи без гаранции од Брисел дека ова е последно барање за Македонија, председателот на МАНУ Лупчо Коцарев повикува сите народни избраници да го притиснат собраниското црвено против. Отварањето на уставот и внесувањето на бугарите во преамбулата нема да ги задоволи бугарските апетити, туку напротив, смета Коцарев, тоа ќе биде само основа за понатамошните позастрашувачки барања од официјална Софија. Само како горди македонци треба да чекориме по европскиот пат, кој ќе ни донесе сигурност и економски напредок, без да го изгубиме идентитетот, вели академикот во интервју за неделникот Фокус. Ако сега кажеме не, колку и да се чини на прв поглед парадоксално и противречно, Македонија ќе има повеќе шанси да биде рамноправна членка во Европската унија и да додадам да опстои и да не се распадне. Воспротивно, ако дозволиме уставни промени, тоа ќе значи широко отворање на портите за други, нови, нестварни и небулозни барања, што ќе повлече соочување со уште поголеми искушенија. Промената на уставот е првото пробно, дури можеби не толку застрашувачко барање. Другите посурови и позастрашувачки барања ќе дојдат подоцна, по започнување на пристапните преговори. Желбата на политичарите за доаѓање и обстојување на власт ја доведува Македонија до продавање и предавање на се што е македонско, дециден председателот на МАНУ. Договорите со Грција и Бугарија, повторува Коцарев, се потпишаа единствено на штета на Македонија, но и фалбите на власта за договорот за Фронтекс се безпредметни, вели Коцарев, ако подклекнеме на барањето на Софија дека македонскиот идентитет и јазик постојат од 45-та. Официјалниот став на Бугарија е дека македонскиот јазик е дијалект на бугарскиот јазик и дека постои од 1945 година. Дали сте се прашале што ќе се случи ако прифатиме дека македонскиот идентитет и македонскиот јазик постојат од 1945 година? Во тој случај за неколку децении од денес, под притисок на демократската јавност, македонскиот идентитет и јазик природно ќе исчезнат. Ќе ги снема како комунистички, недемократски творби, ќе догори оганчето. Крај. Дали воопшто некој денес се сеќава дека пред 30 на години арбитражната комисија на чело со Бадинтер, председателот на Уставниот суд на Франција, заклучи дека имаме право на називот Македонија, прашува Коцарев. Председателот на највисоката македонска научна институција е еден од најгласните кој силно се противи на какви било договарања кои ги ништат македонците и македонското постоење.